Клинтон, го гледате Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Поранешниот американски председател Бил Клинтон вчера беше хоспитализиран заради срцеви проблеми, а денес ја напушти болницата со 2 нови стента. Вели, се чувствува одлично. Со оваа вест ја започнуваме денешната емисија. Јас сум Лилица Китановска. Клинтон бил примен во болница откако последниве неколку дена имал болки во градите. Лекарот на Клинтон, Алан Шварц, вели дека поранешниот председател не претрпел срцев удар или пак срцево оштетување, дека процедурата минала без проблеми, како и дека прогнозата за опоравок е одлична. Според Шварц, Клинтон веќе бил на нозе и се движел. Се очекува тој да се врати на редовните обврски в понеделник. Врз Клинтон во 2004 година беше извршена 4-кратна байпас операција за отворање на 4 блокирани артерии. Стейт департментот јави дека американската државна секретарка Хилари Клинтон го одложила планираното заминување за Саудиска Арабија и Катар од петок за сабота за да биде со сопругот. Според советникот на Бил Клинтон, Даглас Бенд, поранешниот председател е во добро расположение и ќе продолжи да биде активен во својата фондација Клинтон и како пратеник на САД и на Обединетите нации за обнова на Хаити по земјотресот. Од другите вести, Кина ги повика Соединетите американски држави веднаш да ги повлечат плановите за средба во Белата куќа меѓу председателот Барак Обама и духовниот водач на Тибет Далај Лама. Кинеската новинска агенција Ксинхуа пренесе изјави на портпарол на Кинеското министерство за надворешни работи, во која се вели дека Кина остро се противи на посетата. Побарана е од САД да имаат целосно разбирање за чувствителноста на прашања поврзани за Тибет. Подпредседателот во одделот на Кинеската комунистичка партија, по чија надлежност се прашање за Тибет, изрази сличен став, а Белата куќа најави дека средбата Обама-Лама е закажана за 18 февруари. Американската вселенска агенција јави дека 2 астронаути почнаа вселенска прошетка од Space Shuttle Endeavour кој се наоѓа на меѓународната вселенска станица. НАСА очекува вселенската прошетка да трае 6 часа. Ова е прва од планираните 3 за време на 13-дневната мисија на Endeavour. А во друг развој на настаните, НАСА лансираше беспилотна ракета која ја придвижува соларната обсерваторија на агенцијата во вселената. Обсерваторијата ќе го проучува сонцето во следните 5 години, ќе собере податоци кои ќе им помогнат на научниците да предвидат сончеви бури, а тоа пак може да им помогне на научниците да идентификуваат и соларна активност, која пак може да влијае врз вселенско возило во орбитата, екипажот на меѓународната вселенска станица и електронските системи на планетата Земја. Во Ванкувер денес се започнуваат зимските олимписки игри, а Канада вели дека тоа наедно е и една од нивните најголеми безбедносни операции во историјата на земјата. Еве го тоа низ цифри и слики. На служба се близу 15.000 лица на обезбедувањето за игрите и официјалните лица велат дека безбедносната операција се одвива според планот. Безбедносниот персонал вклучува околу 4500 членови на канадската армија и повеќе од 6000 полицајци, главно од Royal Canadian Mounted Police, но многу и од други канадски юрисдикции. Вработени се дополнителни 5000 лица да се приклучат на персоналот за обезбедување, кои работат под договор со приватни безбедносни фирми, но сите под надзор на полицискиот врв, кои се задолжени за проверки и претреси на луѓето кои влегуваат во олимписките објекти. Според Бертранд Пакет, портпарол на интегрираната безбедносна единица, што вклучува полиција, оружени сили и приватни безбедносни компании, сите олимписки објекти се обезбедени и такви предадени на Ванкуверскиот олимписки комитет. Се подготвуваме за се. Од некој да се обиде да фрли камен на спортист до терористички напад, кажа Пакет пред почетокот на Олимпијадата во градот со одмаралиште Вистлер, што е домаќин на алпски, нордиски и лизгачки настани. Според Пакет, најголемиот дел од безбедносната операција ќе се одвива во заднината, без агресивно присуство на обезбедувањето. Во Вистлер неколку полицајци се распоредени за патролирање и на областите блиску до медиумските центри, но тешко вооружени офицери и војници не може да се забележат никаде во близина на центарот на градот. На планините и во шумите близу градот и во Олимпиското село, канадската армија патролира на моторни санки. Заканата за опасност во Ванкувер и Вистлер останува на ниско ниво, но според Пакет, интегрираната безбедносна единица постојано ја следи ситуацијата и ќе биде подготвена за кревање на нивото доколку се покаже за потребна.
Буџетот на обезбедувањето иницијално беше проектиран на 175 милиони американски долари, но до реализација на операцијата порасна на 900 милиони долари. Во Вашингтон, една новинарка слави 50 години од покривањето на Белата куќа. Од 1961 година од Џон Ф. Кенеди, па наваму таа известувала за секој американски председател. Во приложение ќе зборуваме за Хелен Томас, која е легенда не само во Вашингтон. Кога Хелен Томас почнала да го покрива Вашингтон пред 60 години, имало малку жени во новинарството, но тоа не ја поколебало. I love history. Ја сакам историјата и знаев дека ова ќе биде место каде постојано ќе учам, вели таа. Во 1961 за време на администрацијата на Кенеди, Томас станала првата жена известувач од Белата куќа. Wonderful, really, because there was great hope. Беше прекрасно зашто администрацијата на Кенеди донесе голема надеж. Млади луѓе дојдоа и тие имаа големи цели. За последните 50 години Томас покривала 10 председатели и со многу од нив патувала во странство. Таа вели дека посетата на председателот Ричард Никсон на Кина во 1972 и останала во живо сеќавање. Тие 8 дена што ги минавме на патувањето беа како прогледување за нас. Се беше ново, како јадат кинезите, како изгледаат, како се облечени, се. Таа веќе не оди на вакви патувања со председателите, но е често на брифинзите, во првиот ред и неретко им се спротивставува. A lifelong journalist is that, I didn't want war. Хелен Томас има близу 90 години, но не покажува знаци дека попушта. Се уште пишува колумни и е автор на 5 книги. Во понеделник во Ньюсфлеш, бременост после 40-тата го зголемува ризикот од аутизам. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com, каде имаме многу повеќе информации. Пријатен викенд, до гледање!